Не знам. Вие пешки дойдохте от овде, а доколе ли со кола? Novo sonce na slobodata, Makedonci te se borat za svoj te pravdini. Makedonci te se borat za svoj te pravdini. Gorite makedonski šumno pejat, novi pesni, novi vesnici. Makedonija slobodna, slobodno žive. Makedonija slobodna, slobodno žive. Проткајано се среќа, љубов, радост и така. Животот е прилика. Искористи ја. Убавина, воодушевувај се. Предизвик. Соочи се со него. Задача, изврши ја. Игра. Игре. Ветување, исполни го. Авантура. Запливај во неја. Тајна, открија ја. Богатство. Чувај го. Трагедија, храбро обори се. Сон. Направи го реалност. Се што можам да кажам за животот е уживај во него. Постојано мисли на 3 работи. Почит спрема себе, почит спрема другите и одговорност спрема делата кои ги правиш. Времето минува. Животот се случува. Дистанцата раздвојува. Децата растат. Љубовта бледи. Срцата се кршат. Кариерите завршуваат. Работите си доаѓаат и си одат. Колегите ги забораваат услугите.
Мажите имаат свој свет, но пријателите остануваат секогаш крај тебе, колку и да си далеку. Почитувани гости, професори, драги ученици. Сите ве покануваме на заедничка дружба и забава. Но најпрво, на сцената ќе ја повикаме директорката на нашето училиште Наталија Јацеска. Добар ден на сите, драги гости, драги пријатели, драги ученици, драги наставници, драги родители, сите представници од општествениот живот на град Прилеп. Ви благодарам што сте тука со нас. Чест ми е да го објавам овој настан кој што денеска ќе се прославува во името на прославувањето на патрониот празник на веднашиот великан Кузман Јосифовски Питу. Во своје време тој рекол дека бил многу горд на неговата генерација, бидејќи тие биле тие кои што ја изведувале револуцијата. Кога тој би можел да биде сега со нас, јас мислам дека тој би бил пресреќен кога би видел нашите ученици како ја величат слободата, знаењето, креативноста и уметноста. Да уживаме во овој чин. Ви благодарам уште еднаш. Кузман Јосифовски Питу. Утрината минав легува ке ги го пеплосам. Соопшти дека некој легалец е убиен. Се сомневаше. Почна да расправа дека Кузман пред известно време ангажирал вилата. Да не е Питу, процеди низ заби. Овде кај гигове ќе се дојде и Љупчо Арсов и Крумен Умовски. Кузман им закажа состанок за денес. Само од предпоставка на мино се здравивме. Се договараат. Мино повторно да оди да испита кој убиениот. Љупчо и Круме ќе чекаат. На 25 февруари Кузман прв пат не стигне на закажаните состаноци. Тие што го чекаа, не сакаа да веруваат дека Кузман загина. Питу беше убиен во Скопје, каде требаше да ја координира целокупната активност на Народно-слободителното движење. Задача која му беше доверена през панскиот состанок на Централниот комитет. Кузман целиот свој живот го посвети на борба за слобода. Почнувајќи од студентски
каде тутунот се разпостила низ полето ширно. Таму гордо исправен на Марковите кули, градот Прилеп пред времето стои мирно. Бил заприскан од дождовите, оставен спроти ветровите, били раскрвавен од зверовите. Ама никогаш не ги запрел зборовите, што приказна плетат и кажуваат за минати дни. Времења мачни со пустоши крв, пеплосани куки, врисоци силни, насолзени очи на мајки и деца милни. Заборав не носи времето тешко. Исправи се граду на јунаци бројни, роди се повторно тешките војни. Минатото темел на времења идни нека биде, родот твој за навек благословен ќе биде. За Прилеп. Уште едно утро осамнува над градот Херој. Прилепчани, полека ја заживуваат чаршијата. Саатот одамна не го брои времето, но е сведок на многу случувања. Полека, одејќи кон пазарот, прилепчани го оживуваат споменот за еден владетел, за едни кули, за кралот Марко. Наминувајќи во Прилеп, ке помислиш дека времето подзапрело. Сите, како се уште да се сеќаваат на она октомвриска ноќ, кога загрмела првата пушка против окупаторот. Могилата на непобедените е се уште она место каде што им се оддава почит на партизаните. Врела крв, желба за слобода, свеж пролетен воздух Прилепе ти си. Каде и да одам, во срцево ми си. Прилеп, град со големо минато, поробуван, измачуван, свиткан и камшикуван од времето. Участакот вишен, црните и темни зандани, приказни кријат за воздишките тажни, за идеалите важни. Страница од книгата за нашето време. А сатот строен секој миг вистината ја пишува, од секој камен времето го стишува. Мина времиња тешки. Од блесокот од Марковите кули секој ден лицето ти го мие, топлина под срцето за да ти свие. Прилепе, граду вишен, за себе имаш многу да кажеш. Ние сите чеда сме твои, и минато, и сегашност, и иднина. Гордиче кориме на плејките твои, судбина си наша, никој нема да не раздвои. Земине цврсто во преградката своја, за сите векови, судбина сме твоја. Прилеп под сонцето. Застанав спроти сонцето со расширени раце кон крстот што гордо стои на Марковите кули. А пред мене рамнина. Ете тука лежи мојот град. Недалеку од мене манастирот Архангел Михаел. Застанав пред портите високи и свети и затропав да влезам во дворот широк и послан со мир. Оттаму убаво се гледа рамнината. Тука живее мојот град. Се спуштам низ Варош, тесни улички, мали цркви. На секоја куќа низа златни жолти лисија. Во секој двор кошници, полни со пот, труд и мака. Тука мириса на тутун, така мириса мојот град. Стојам, а пред мене убавицата градскиот часовник, натежнала од камењата, времето и спомените. Ни покажува како изминува времето, како тече животот. Професор Буднаковски! Колку гордо звучи тоа, дипломиран правник и философ. Да не заборавиш, философија јаде главата на мајка. Откако стана и филозофка жената, джигери влезе и ја умре. Бреко немаше тој да умре. Имамо, а не зборувај така за да споминјаш. Да не те слушне, ако стане се од спиење, па да ги видиш ти умрените и живите пред себе. Ришерко, не нека му се плашам, ама кој ќе го слуша цел ден има да зари истото па истото. Да ти ја потечи, да ти ја стори. Па нека джаве философија. Да, со слава од букефа и цвикари како тој. Абе што се расправам будала со тебе. Правник, иди нека
некој друг нема да ти биде лошо. Мој керко, од кај знаеш ти дека јас си нема преподаватели и правници, филозофи се? Си се видовте, си се бендисовте, си се зедовте. След како да биде, и на крај спланирав како треба да се одвива мојата љубов. Вечерва, дечко ми, срцка стои. Абе, ќе дојде да ме побара за жена. Малку се сраме, ама нема проблем. Леле, дори да не го знаеш татко, ти двете ќе ме отепа. Леле, вечерва ќе има 1 сат предавање и 2 сата изпитна дек. Леле, готови сме, готови. Знаеш колку друго? А предоста, ама колку долго се макнува. Леле, ти кажувам, фаза ли те е фаза? Значи, апсолутно пречени! Види ги ти, кој море тој буда? Кој е тој че? Кој е тој несала? Што пишува такви литературни дела со таков скитнички вокабудар? Скитнички вокабудар? Ајде да те бакнам, да те гушнам, не е скитнички вокабудар, ајде прекини! Каде е син ми даме да видам што? Даме? Даме ми е побаравајте сукњево е дадо и штиквите ми ги седе, а ту никада ми е обрекол без мој знаење, за ова ги има последици, да знаеш. Леле, колку пати да ви реков да не го пуштате така да се шета по улици? Бакнете се, Америка ќе тврдишти. Колку пати мори ми реков така да не го пуштате да се шета по улици, ко секој ден прочка да е пајде невестичи си гране. Ама чекај, ама слушни ме да ти кажам, сега модерно е сукни да се носа. Ами ајде да си знам. Професор си ти да си кажеш, дете е тоа што сака нека си прави. Како вели во правото? Секој сам си одлучува како... Право на шта ти да знаеш, а? Ајде да не ти кажувам како е, бе ти се... Ајде да не се наспанам со сега и додам. На факултет денес имам испитна сесија, значи имам работа, се гледа. Ајде, јас имам работа в куња да одам признание директор. Така да видиме дене шо сорти ќе дојда. Ајде, последниот нека влегува. Добар ден. Учеше нешто, читаше бе дете? Да, учев, читата. Ами зашто си тогаш толку нервозен, бе? Не прашам. Ајде бе, речи едно прашање, нема нервите да ми гиниш од почеток, дете. Купи една табла јајца, една крастајца. Абе, застани. Професорова лекција не знам. Тоа не е лекција, бе, дете. Тоа е списокот. Списокот од жена ми за напред. Абе, ајде, него, да се чудиш, ајде, друго прашање. Абе, ајде да не ти скинам некоја петка, па да видиш кај си. Античка филозофија, класичен период, Сократ, Платон и Аристотел. Така, убаво прашање. Ајде, зборувај. Ајде да видиме што си научил. Сократ го знам. Така. Човек со голема глава, устачи, глава, професор, со ваша... Абе, што правиш, дете ти? Абе, како, професоре? Аристотел Сидорович. Ајде да видим, ајде. Најдобриот мобилен оператор во светот. Леле. Това не може да видите. Мизерија за ти е пуштиле од средно и иди овде Аристотел набилен оператор. Ајде. Зборувај што подразбираш под логичен синџир. Ами, логичен синџир се... Да. Примери нешто чита професоре. Не знам така дека... Добре, вака и онака чекай. Значи вака. Да речиме дека дома имате аквариум. Аквариум. Значи аквариум ти велам. Логично следува дека ги сакате животните. Ги сакате, само сакате да не преодите рекуш. Да, по тоа пак логично следува дека ја сакате и природата на овај величествен и возвишен свет.
Ја сакаме. Да, и накрај логично следува дека ги сакате и жените. Ги сакаме. Пенсуене. И накрај логично врз се това горе наведеното следува дека вие Здравко не сте геи. Да, ајде туку се препукува из кројот. Ајде кажувај пример, ајде. Вака сега, професоре, вие дома имате аквариум? Не. Логично следува дека вие сте геи. А ви се? Немој да те видам ще едно шо. Без добра се. Каква држава ќе го натвори студенти? Платоне, Сократе. Ајде, последниот нека влегува. Ево ја, професоре. Добро, ти беше на правен факултет, така? Беше. Добро, ајде зборувај што подразбираш под поимот право како обштествена наука. Ами, право да ти кажувам, професоре, кога мишец направо вдуркава. Така. И со сиренце в уста? Ами, може се кашка мало, разбира се. Мори, ова го кажа токму како за нас. Ово се ќе каже, ајде да видимо, остани моментанце. Абе, слепај! Слепај! Абе, каде, ајде, слепај, леле, слепај! Слушно ме, вие еднаш ме научите дека јас професорот овде сум професор на правење на делото. should, babe. See how I live with every
Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Sábado na balada, a galera começou a dançar. Eu sou a menina mais linda. É coragem você a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Kilowatt van Busby. У нас на сцената требаше да биде уште една девојка, која со незините движења ќе ве воодушевеше и ќе ви измамеше насмевка од вашите лица. Таа девојка ја нема повеќе. Замина. Горе е на небото и танцува со ангелите и ги учи на хип-хоп. Танцот за кој живееше. Таа беше ангела. Учеше во својот кузмонец и во Скипиту. Ни фали. Ова беше незиното место. Сега оваа роза ја заменува. Но сепак, таа е незаменлива.
Ве молам да ја оддадиме почит. Славај, ова е за тебе, девојко. Играме за тебе. Во името на директорката и нашето училище, ја користиме приликата да ги прочитаме пофалените ученици кои покажале добри резултати во првото полугодие, меѓу кои се Прва В клас Бојчевска Елена. Прва Г клас Сибела Мамудовска, Елена Парапанска, Јована Затковска, Александар Кочовски. Прва Е клас Суат Ајдиновиќ. Прва Ж клас Ѓоргиевска Еленора. Втора Б клас Евтинџиевски Гоце Ѓорговски Живе Петреска Марија. Втора В клас Димовска Лина. Втора Г клас Здравеска Јулијана Забрчанец Марија Смутковска Лина. Втора Д клас Кристијан Момировски, Димовски Мартин, Груевски Владимир. Втора Г клас Ѓорговска Ивана Мојсиса Катерина. Трета А клас Трајановска Марија. Трета В клас Јордановска Сара Јосевска Сара Тодоровски Христијан Трајковски Мартин. Трета Д клас Пишмановска Елена и Христовска Стефан. Трета Ѓ клас Доан Сулеймановски Симона Илиовска Ивана Настовска Елена Стевановска. Трета Ж клас Михајловска Ивона. Четврта В клас Звездаковска Мариќа. Четврта Г клас Михајл Темарковски. Четврта Д клас Анеска Моника Нешковска Александра Петевска Наташа Реловска Ангела. Четврти Г Здравенски Александар, Матраховски Давор, Мирчевска Донче, Наумчевска Ивана, Петреска Ангела, Трајковски Дарко, Петреска Ивана и Цветковски Христијан. И четврта Ж клас Лидија Трајкова, Марија Павловска, Викторија Илиовска, Ирма Хајрандиновиќ, Мартин Топаловски, Наташа Божиновска и Јелена Талимџиевска. А нашата свечена академија ја завршуваме со пријатно изненадување. И благодариме на нашето присуство. Ова е за нашите ученици. Поклон. Јас ќе ве молам да пеете заедно со нас, ќе ни треба поддршка.